за моја презентација, колеги, е прашањето на авторството. Патологија на авторство и меѓународните критериуми за авторство. Прашањето на авторството е многу сензитивно прашање и се уште не е целосно решено. Авторството значи кредит, признание, но и одговорност. Академскиот живот се врти околу публикациите и да се биде автор. Публикацијата донесува, нели, признание, слава, а често пати евалуацијата на истражувачката активност се базира на објавените трудови резултати од истражувањето. Грантовите се доделуваат или бара да бидат публикувани резултатите од истражувањето. Според тоа, авторството има важна академска, социјална и финансиска димензија или импликации. Како да се превенираат главоболките што може да ги донесе авторството? Треба да се запознаат критериумите за авторство, меѓународни, што ги промовира Меѓународниот комитет на уредници на медицински списанија. Да се дискутира за авторство на одреден труд, истражување во најраната фаза на истражувачкиот процес. Меѓународниот комитет на уредници на медицински списанија истакнува дека авторите треба да преземат одговорност за истражувањето и за публикацијата. Тоа нормално вклучува и придонес во дизајнот на студијата и интерпретацијата, како и активно учество во развивање, односно пишување на ракописот и одобрување на финалната верзија на текстот. Добра публицистичка пракса советува, препорачува истите критериуми за авторство што се применуваат за објавување на трудови во научни списанија да важат и за презентации на конгреси, објавување нели зборници на трудови. Што е тоа кореспондирачки автор? Од групата на автори на еден труд, еден автор се издвојува, обично е тоа првиот автор, може да биде и последниот, како кореспондирачки автор, како focal point за контакт со уредниците и да ги добие забелешките од рецензентите, а потоа да ги сподели со другите автори. За кореспондирачкиот автор треба да се наведат сите контакт информации, вклучително имейл, телефон, нели покрај афилијацијата, адресата, а за другите автори може да биде доволно само афилијацијата, институцијата каде се вработени, нели. Обично научните списанија, улогата на кореспондирачкиот автор повеќе ја сметаат како административна улога и позиција. Меѓутоа, одредени истражувачи и Research Excellence Framework од Велика Британија смета дека таа позиција е многу поважна и на некој начин е поврзана со гарант на студијата или позиција која што е поврзана со одредена чест и престиж. Од листата на автори се препорачува според овие меѓународни препораки да се издвои еден автор кој што е гарант на целиот проект, на неговиот интегритет и на трудот што треба да се објави.
Одделни улоги може да бидат специфични во комплексните студии, така да не секој автор учествува во сите делови на истражувањето, но треба да биде запознаен и треба да има доверба во останатите автори на трудот, односно на истражувањето. Секогаш, кога треба да се понуди ракопис за објавување, нели рековме, треба да се прочитаат инструкциите за авторите и да се види дали списанието бара да се номинира гарант за студијата, односно ракописот што се нуди за објавување. Меѓународниот комитет на уредници во 2013 година ја подвлекува одговорноста на сите автори. Позицијата на последен автор често пати знае да биде конкурентна и да претендираат повеќе да има таа позиција. Има свое значење, нели како што и првата позиција има. Но нема универзално правило и овде, варира од специјалност до специјалност и од земја до земја. Сепак, најчесто оваа позиција е резервирана на некој начин за автори со поголемо искуство, повозрастни или на раководна позиција кој што го надгледувале истражувањето, давале подршка на тоа и учествувале, нели, за да задоволат критериуми за авторство. Постои тренд списанијата да ги прикажат придонесите на одделните автори, за да се одбегне ставање на автори гости или подарено авторство, односно дух автори кои што заслужили да бидат автори, а не се ставени како автори. Во одредени случаи кореспондирачкиот автор е и гарант нели, за самата студија, иако не постои правило за тоа. Единствено правило за да се одлучи кој ќе биде прв, кој ќе биде последен, останува на самите автори да се тоа договорат. И најдобро е ако постигнат согласност или консензус, и тоа во што порана фаза на истражувањето. Уредниците воопшто не навлегуваат во тоа прашање. Колку да биде бројот на авторите на еден труд. Исто и за ова прашање не постојат цврсти правила. Нели? Некои студии може да бидат пообемни, мултицентрични студии и не е можно да се наведат сите автори во таква студија, односно труд кој се објавува. Некои компании, спонзори настојуваат да се редуцира бројот на авторите, особено меѓу вработените, тоа најчесто случува со фармацевските компании, па често се појавуваат така наречени дух автори, кои што заслужили да бидат автори, а нивното име не се појавува на трудот што се објавува. Тенденција на списанијата е да ја менуваат праксата, пристапот од само
листање на авторите на еден труд кон придонес, опишување на придонесот на тие автори. Во такви поголеми студии пожелно е да се воспостави група за пишување на трудот и да се прави разлика меѓу авторство и контрибуторство или соработници кои што помагаат. Во некои поголеми студии, особено од областа на физиката, нуклеарната физика, можат и по неколку стотини автори да се појават на некој труд. Има и такви трудови публикувани, затоа велам нема универзално правило. Редоследот на авторите исто така може да создаде различни видови на проблеми. Не постои универзално правило и за ова. Конвенциите варираат меѓу одделни дисциплини и земји. Најмногу луѓе сметаат дека првиот автор е најважен, а референтните системи ги листаат објавените трудови према првиот автор. Последната позиција во редоследот најчесто е показател за поискусен, повозрасен истражувач, автор или кој што е на раководна позиција. Различни системи се прави необид да се развијат за поправилна дистрибуција на авторство, но реков нема универзално правило. Листањето на авторите по абецеда според првата буква од презимето може да изгледа фер распределба за оние кои што имаат презиме што почнува на буква А или првите букви од азбуката. Меѓутоа не фер за оние кои што и започнува презимето на буква З или последните букви на азбуката. И тие секогаш би биле меѓу последните, нели, во листа. Математичките формули за распределба на авторството имаат субјективизам да се оцени каков придонес е и колку бил тој вреден. И според тоа да се определува редоследот. Затоа се советува за авторството, за редоследот да се дискутира во најрана фаза на истражувањето. Да не се остави ова прашање за последната финална верзија на ракописот, кога треба да се испрати за објавување и тогаш да се определува и број и редослед на авторите. За поголеми студии, од кои што произлегуваат повеќе научни трудови, тогаш може да има различен редослед на иста група на автори. И на тој начин се постигнува некоја рамнотежа. Несоодветни видови на авторство, најпознати се гостин автор или подарено авторство, и рековме дух авторство. Гостин автор се базира исклучиво на очекувањето дека вклучувањето на некое име авторитетно ќе придонесе за полесно објавување на трудот или самиот труд ќе има поголема вредност. Ако се вклучи како гостин некој авторитет, а не дал придонес во истражувањето или во пишувањето на трудот. Тоа е неетичка пракса. Подарено авторство
Значи, исто е неетички, се базира на одредена раководна позиција на некоја личност, обично шеф на оддел, раководител, директор, кој што не е директно вклучен во истражувањето, а само дава генерална подршка, а тоа не е доволно за да ги задоволи тие меѓународни критериуми за авторство. Честа пракса е да се подари авторство на колега, за да се обврзе на некој начин да возврати на таков начин. Со други зборови, јас на тебе, ти на мене. Јас сега те ставам автор на овој труд, а ти ќе ме ставиш на твој труд. Иако не учествували едниот и другиот во истражувањето и во пишувањето на трудот. Дух автор, рековме, е оној кој што учествувал во истражувањето или и во пишувањето на трудот, анализата на резултатите, а не е ставен во листата на автори. Тоа исто не е етичко, секој кој што заслужува авторство, тоа кажа и професор Шукарова, треба да му се признае тоа и треба да биде ставен во листата на автори. Примери за духовни автори најчесто се сретнуваат нели во фармацевските компании, нели каде што спонзорот, донорот инсистира да се редуцира бројот на автори од вработените. И најчесто оние што ја извршиле главната работа не се појавуваат како автори. Појавата на дух автори е лоша пракса и практички ги засегнува повеќе страни. Прво се онеправдува дух авторот, му се одзема признанието дека учествува во студијата, во трудот и се ствара лажна представа кај читателите кој ја завршил работата во суштина. Често пати поради професионална конкуренција може некој, кога постои конфликт на интерес, нетрпеливост, некои од автори што заслужуваат да бидат ставени како автори, се исклучени. Тоа. Значи, секое лице кое што има значителен придонес во истражувањето, во пишувањето на ракописот, треба да биде излистано во листата на автори. Или во најлош случај да му се искаже благодарност ако е тоа учество, тој придонес негде на граница или под, и тука постои субјективизам, нели? Посебна форма е анонимно авторство, што не е препорачливо да се објавува, меѓутоа во исклучителни случаи со издржано образложение од страна на авторот дека ако се објави неговото име со трудот, тоа може да му предизвика сериозни проблеми и по неговата безбедност или губиток на работа, тогаш уредникот може да одлучи да објави одреден текст, одреден труд како анонимус, автор анонимус. Само тој го знае кој е авторот. Повеќе меѓународни асоциации нели го додирнуваат ова прашање, даваат своји насоки, поставуваат своји стандарди и за подготовка на ракописот генерално, но и во врска со авторството, уредништвото, насоки за рецензентите, читателите и за издавачите нели на научни трудови, списанија. Меѓународниот комитет на уредници на медицински списанија, рековме во 1978-79 изготви прва верзија на тие генерални препораки и со повеќе ревизии на неколку години и последната од декември 2019 година.
Да ги спомнеме Council of Science Editors, кој што има white paper on promoting integrity, European Association of Science Editors има исто насоки кои го додирнуваат и прашањето на авторството. Меѓународниот комитет на уредници во 2013 година покрај дотогаш препорачаните 3 критериуми воведе и 4ти критериум кој што вика дека секој автор треба да биде одговорен за сите аспекти на трудот, на истражувањето и на самиот ракопис. Да. И да може да одговори на прашања во врска со веродостојноста, интегритетот на било кој дел од работата. Претходните критериуми се да има задоволително учество, придонес во концепирањето, дизајнот, анализата на податоците, нели прибирање на податоците и нивната интерпретација. Да има придонес во пишувањето на трудот и усвојувањето на финалната верзија пред да се понуди за објавување. Зошто Меѓународниот комитет на уредници го воведе овој 4ти критериум? Бидејќи праксата покажала дека кога ќе се праша одреден автор за некое спорно прашање во трудот или во истражувањето, често го одбегнува одговорот и одговорноста, појаснувајќи дека тој не учествувал во тој дел од студијата или пишување на тој дел од трудот и дека за тоа треба да прашаат некој друг. Токму затоа овој комитет препорачува дека секој автор на трудот треба да ја разбере вкупната рамка на трудот, на истражувањето, кој од коавторите е одговорен за одделни специфични придонеси и да има доверба во коавторите за нивната способност и интегритет. Кога одредено прашање ќе се појави, нели, товарот паѓа на сите автори за истражување и за решавање на тоа прашање. На тој начин одговорноста е проширена на сите автори на трудот. Со прифаќање на авторството на трудот, авторот прифаќа одговорност за секој проблем поврзан со трудот да биде спремен да даде одговор. Често многу автори не можат да учествуваат директно во секој аспект на истражувањето, на трудот, и во таков случај Меѓународниот комитет препорачува, држи до тоа да секој автор остане одговорен за трудот во целина и да може нели да помогне во разрешување на одредени прашања, дилеми, ако се појават. Например, за клиничар кој што заслужува авторство, нели, кој да придонес, нели, за прибирање на пациенти, следење на одредени истражувања и има полна доверба во работата, не може да очекува, например, од биостатистичар да сугерира за одредени дози во клиничките истражувања и обратно, биостатистичар, нели, или клиничарот да кажува за одредени статистички методи што ќе се применат. Овој нов критериум од Меѓународниот комитет воспоставува на некој начин рамнотежа
меѓу признанието, кредитот и одговорноста и помага на некој начин да се постигне интегритет на работата, на целиот труд. Кој одлучува за авторството на трудот? Рековме, авторите се договараат во најрана фаза на истражувањето, а критериумите кои што се предлагаат не треба да се сметат и да се користат како средство за дисквалификација на колеги од авторство кои што дали значаен придонес и заслужуваат да бидат автори. Нели, учествувале во почетна фаза на истражување, треба да и се даде можност и во анализа на резултатите, па и пишување на трудот, за да ги исполнат нели, целосно критериумите за авторство. Одлуката за тоа кој ќе биде автор е оставена исклучиво на одговорност на самите автори, а уредниците на списанијата не навлегуваат во тоа. Значи, сите автори треба да го усвојат, нели, финалниот документ, последната верзија на трудот пред да се понуди за објавување. Потоа некои други категории на авторство, како групно авторство, може да биде соодветно за обемни мултицентрични клинички студии или документи кои што се донесуваат со консензус или документи кои се донесуваат од одделни комисии. Да, па тука сите членови на таа комисија имаат отприлика подеднакво учество и придонес во донесување на одреден документ. Според списанието JAMA, Journal of American Medical Association, постојат два модели на групно авторство. Авторство во кое секое лице во групата ги задоволува критериумите, во кој случај групата се листа како автор на трудот. Тоа е групно авторство. Но сепак треба да се определи еден од тие автори како гарант на студијата на трудот. И вториот случај е кога на одредена помала група од целината на учесниците во студијата, во трудот, може да се наведе како автори во име на целата група. Од 2008 година Medline дозволи и соработниците да бидат излистани во датабазата за да се признае нивниот придонес, ако не ги задоволиле, нели, целосно критериумите за авторство. Писанијата обично бараат авторите да пополнат формулар за декларирање на конфликт на интерес, иако постои било каков конфликт на интерес, да се тоа опише, како вид е, колку време трае. Конфликт на интерес, ако е надвор од истражувањето, тогаш треба да се репортира најмалку за последните 36 месеци пред понудувањето на трудот за објавување. Пилот тестирањето на овие формулари покажа дека авторите многу полесно ги комплетираат и даваат по добар преглед.
Уредниците се охрабруваат да прават ревизија на протоколот на истражувањето или одделни планови за статистичка анализа. Па може да побараат од авторите да ги направат достапни тие протоколи, тие податоци, не само за уредниците, туку и за рецензентите. А по објавувањето на трудот може да се побара тие податоци, информации да бидат достапни и за пошироката јавност. Што да се прави со добиени резултати кои што немаат статистичка сигнификантност, дали тие да се објавуваат или не. Генерално се смета дека е погрешно да се премолчува кога се добијат такви податоци и да останат анонимни. Поправилно би било, според овој меѓународен комитет на медицински уредници, таквите податоци да се објават и на некој начин да придонесат заедно со други објавени податоци и овие метаанализи што се прават за поцелосно расветлување на одреден проблем. А од друга страна, објавените такви резултати можат да помогнат на автори кои што планираат слични истражувања да не трошат залудно напори и средства за повторување на некое истражување што дало овакви резултати. Одредени соработници кои што дале придонес, но тој не е доволен за авторство, треба тоа да се искаже со благодарност во делот од трудот acknowledgement. Тука се истакнува техничката помош, административната, логистичката поддршка и помошта во пишување на трудот. Посебно се истакнува финансиската и материјалната поддршка. Поддршката во клиничките истражувања, прибирањето на податоци. Рековме, за секоја благодарност што се искажува во овој дел од трудот, треба да се добие согласност од самиот автор, од оној кој што помогнал, придонел, да неговото име се појави во тој дел од трудот. Некои списанија дури бараат и писмена согласност. Водечките 5 медицински списанија во светот препознаваат дека авторството на истражувачките трудови е комплексно, не целосно разјаснето, и според тоа препорачуваат од авторство да се помине на опис на придонесот. Мислам, од едноставно листање на авторите да се опише точно кој автор, во кој дел, на кој начин учествувал во истражувањето, односно на подготвувањето на ракописот за објавување. Исто се препорачува од сите тие учесници во истражувањето, кои дале придонес, еден од нив да се определи како гарант на вкупниот интегритет на проектот, односно трудот. На тој начин се одбегнува да се вклучуваат гости автори и духови автори на кои се ускратува знанието. Уредниците се охрабруваат да развијат своји политики, да ги вградат овие критериуми за опис на придонесот
на авторите, како и политика за идентификација кој е одговорен за вкупниот интегритет на трудот. Прашањето на авторството се уште е нецелосно разрешено прашање, останува и понатаму отворено за дискусија, а се повеќе списанијата тежнеат кон опис на придонесот на секој поедини автор. Еве, јас би застанал тука. Благодарам.